Благодарам председателе, почитуван председател на Владата на Република Македонија, почитувани министри, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. На почетокот од оваа моја дискусија би се осврнал на овие празни столчиња со огромно жалење за нивното неприсуство по едно вакво битно прашање за Република Македонија, секако и за незините граѓани. Почитувани, кога нешто обвинуваме на пресконференции, на протести, редно е оние кои што не представуваат во собрание да дојдат овде и да го кажат сопствениот став. Најмалце што може да направат е да дојдат и да гласаат против. Како и да е, тие си одговараат и само тие си одговараат за нивните одлуки, какви и да се. Почитувани граѓани, еве сме овде конечно исправени пред најголемиот предизвик во модерната македонска историја. Обраќајќи се пред се на граѓаните, стојам гордо исправен затоа што како млад човек ја имам оваа можност да бидам дел од носењето на една од најважните одлуки за генерациите кои живеат сега, но и за оние кои допрва ќе треба да живеат во оваа наша држава. Тоа за мене е одлука за македонската иднина. Зборувам со гордост затоа што знам дека решаваме нешто што не беше воопшто лесно да се реши. Затоа што можеби најлесно за некој политичар ќе беше да го оставиме настрана. Можеби најлесно ќе беше воопшто да не го отвараме. Можеби најлесно ќе беше и ние, како и повеќето други пред нас, да продолжиме да живееме во минатото. И така, пумпајќи го квази патриотизмот, ќе ја продолжевме голготата на граѓаните. А иднината ќе беше се подалеку. Токму тоа, почитувани, не го направивме. Граѓаните ни ја дадоа довербата да ги решаваме проблемите, да обезбедиме сигурна и стабилна иднина за нив, за државата. Одговорно и државнички решивме да му погледнеме на проблемот во очи, да го решиме, да го тргнеме каменот од патот кој што 25 години не држеше во место. Решивме да создаваме пријателства и да гледаме напред кон иднината и перспективата. Така и личи на луѓе кои што во центарот на своето делување го имаат и интересот на државата, го имаат и интересот на граѓаните. Почитувани граѓани, се обидувам да разберам, зарем на вистина, требаше да изгубиме 2,5 децении од нашите животи, да изгубиме генерации, убедувајќи се за минатото, да не ја гледаме иднината. Притоа, губејќи си ја младоста, губејќи ги граѓаните кои се раселија на секаде низ светот. Немав друг одговор, освен тоа дека, веројатно, во оваа наша мала држава постоеле политичари, луѓе кои, уживајќи го комодитетот на фотелите, ставале приоритет на тоа како да се задржат што повеќе на власт. Притоа, доведувајќи ја во прашање државноста и иднината на државата. Доволно ни беше од се. Видовме дека така не бидува. Така не ни оди работата. Македонија нема веќе генерации за губење. Немаме повеќе нити години за трошење. Пред нас, почитувани, имаме историски договор кој значи иднина, просперитет, договор кој значи прогрес. Имаме договор кој значи интеграција во семејството по кое сите ние досега тежнеевме и копнеевме. Тоа се НАТО и Европската Унија. Со ова, почитувани, решаваме нешто кое 2,5 децении не влечеше надолу. Нешто кое ни го спречуваше реалниот растеж на државата и државност. Пред нас имаме нешто кое го гарантира она што бевме и пред неговото подпишување. Македонци, но признаени од светот. Македонски народ, македонски јазик, македонци, македонка. Обезбедени еднаш за секогаш. Но најважно од се, пред нас имаме патриотски договор
за кој граѓаните имаат историска можност да го дадат конечниот збор на референдум. Само вие, почитувани граѓани, по пат на референдум кој што е предвиден во овој договор, само вие и никој друг ќе одлучите во каква Македонија сакате да живеете, каква иднина сакате да имате. Почитувам премиер на Република Македонија, почитувани министри, убеден сум дека ова беше ѓаволски тешко да се реши и ѓаволски тешко беше да се дојде до ова. Но успеавте и треба да бидете горди сами на себе, но и да бидете сигурни за поддршката моја и на мнозинството мои колеги. Секогаш, кога ќе носите такви храбри одлуки во интерес на државата. Треба да бидете горди затоа што направивте нешто што е суштинско за државата и за граѓаните кои што живеат во неа. Почитувани колеги и пратеници, треба да бидеме сигурни дека ова што денес ни поминува како момент, како минути и мигови од нашите животи, се мигови во кои пишуваме историја. И ја испишуваме онаа светла страница од историјата на оваа држава. Ова се моменти кои граѓаните ќе ги почитуваат и ќе ги пренесуваат низ генерациите. Сите ние овде присутни покажавме како се носат одлуки кога се гледа низ очите и душите на граѓаните. Низ оние чиј глас не донел овде во оваа сала и ни дал мандат да работиме и да сработиме нешто во нивно име и во нивна полза. Почитувани, да кажеме да за македонската иднина. Ви благодарам.